Ви благодариме. Актуелно прашање, Максим, повелете. Ви благодарам, почитуван другар, пријателе, Велешанец, поштувани Велешани. Пред да одговорам на прашањето, ви сакал најпрвин да ве поздравам сите и воедно да ви кажам, Сабајлево, кога тргнав, вели ке одиш во Велес, ме праша моите кумановчани, ке биде топло. Велам, не знам дали ќе биде топло, ама полно ќе биде сигурно. И дефинитивно вечерва е преполно овде. Со одважни луѓе кои што се одважиле заедно со опозицијата да споделат нешто заедничко во интерес на државата. Затоа сум ви благодарен и во моје име и во име на коалиционите партнери и на сите нас кои што се залагаме заедно со вас граѓаните да направиме одредени промени за подобар живот во државата. Ова прашање е повеќе од актуелно и секојдневно е присутно во јавноста. Искажувам длабоко жалење до сите семејства кои што се засегнати од оваа трагедија која што по втор пат за неполн месец ја задеси Република Македонија и зави повеќе семејства во црно. И да бидам искрен, се работи исклучително за системски пропуск. Бидејќи вчера ме сретна една група наплатени војници во Куманово, побараа да се видиме и едниот од нив кој што носи едно големо признание војничко. Ми вели, ќе ви дадам еден сувенир. И јас тој сувенир вечерва го земав со мене. Вели, ова е мојата војничка чижма, која што јас ја раздолжив пред 2 дена. Ова е нашето Министерство за одбрана, ова е нашата влада, најрекламираниот бренд во Република Македонија, и на тоа чаре и дереже сме дојдени. Жално е да дискутираме за состојбите во армијата. Благодарејќи на нашите верни пријатели од Турција, оваа година успеавме да се облечеме војската. Јас сум исклучително благодарен за таа воена помош и сите ние од опозицијата. Особено значење имаат нашите пријатели од коалицијата во креирање на овие силни врски односи од Турската партија, нашите македонци со исламска вероисповед кои имаат силна диаспора во Турција. Но сепак, за жалење е онаа држава која што мора да бара помош да ја облечат армијата. Оној кој што не може сами од себе си да се облечи и да се прехрани, не заслужува да се бори. Но ние немаме намера да застанеме тука. Во минатото ваквите воени помоши стигнуваа во воена техника и опрема. Овој пат баравме помош едноставно да се преоблечеме. Се случува една невидена милитаризација на Министерството за внатрешни работи. Оваа власт направи полициска држава. Полициска држава која што во континуитет не снима, не следи и не казнува. Но си имаат работа со одважни луѓе. Токму поради ваквите системски пропусти нема да дозволиме во иднина, како одговорни луѓе, онаа што отпочнаа генерациите 90-тите години да го градат, кога јас имав прилика тука во Велес 94-та година да дојдам на воена обука, да продолжат да го растураат луѓе кои што во првите 3 реда во Министерството за одбрана седат луѓе кои што ни војска немаат отслужено, а зборуваат за нашите компетенции. Имаат пари да градат метална и камена фаланга, немаат пари за живи луѓе. Нашите припадници на армијата се депримирани, како и секој граѓанин во државата. Задолжени, кредитните картички заглавени со по 2-3-4 илјади евра и онаа што е основно да им го исплатат, како средства за одвоен живот, за купнина, веќе во континуитет со месеци наназад им го доцнат. Токму поради тоа, знаете, кога во семејството нема пари,
има сериозни проблеми. Тука е дојден македонскиот војник, тука е дојдена одбраната на Република Македонија. Спомнавте оставки, да, им побаравме оставки, но оставки се бараат од луѓе со морал. За жал, такви во оваа влада нема. Да имаа морал до сега, ки ги немаше. Ке водеа одговорни, честни и достоинствени луѓе. Токму поради тоа ја користам оваа прилика да апелирам до сите вас. Бевме на една средба тука во Велес, на една другарска и партиска обука и се фативме сите вака заедно за раце. Еден со друг, манифестиравме слога и единство. Таа слика го разбуди трендот за проектот Работиме заедно. Покажа невидено единство. И токму по познатата парола еден за сите, сите за еден, ние вечерва сите заедно овде и многу наши другари по Македонија ќе ја срушиме оваа власт. Не направивте со вашето присуство да бидеме горди. Исклучително сме благодарни за тоа. Бидете медиумот на опозицијата, бидејќи сме бойкотирани, зборувајте го оваа што вечерва отворено го говориме секаде кај што ќе стигнете. Ви благодарам на сите.